Да, медитеранската клима, чистиот воздух, но и ветрот кој константно дува овде во Дојран го прави место кое што е различно од останатите. Телевизија Нова е денеска на Дојранското крајбрежје. Ке се обидеме да направиме сеопфатна репортажа за убавините од овој крај. Поразговаравме со дел од туристите. Тие велат дека се задоволни од услугите кои што ги добиваат од угостителските објекти, но и главно од цените. Да погледнеме дел од разговорот. Да, 5 дена сме тука и трета година поред доаѓаме тука во Скопје и така. Што е она што ви оставува најмногу впечаток? Па ми одговара водата, пошто е потопла водата, климата и така. Едино само што нема за децава за играње оваа година. Другите 2 години наназад имаше, а годинава понема за играње. Секоја година доаѓате во Дојран? Па приближно така. Да споредиме со друго место, услугата, цените. Најсолидни се тука. Према другите места, најсолидни. Дојран е прекрасен, многу го сакаме. Водата, услугата, рестораните, што е она што ве... Водата е прекрасна, можам да кажем дека е најпријатната забава што во Дојранско езеро што можеме да си ја приуштиме. Со пријатели, со роднини, како друштво? Со најблиските во Дојран. Околу услугата, цените во локалите? Прекрасен е Дојран сега, многу е среден. Само му треба уште малце, на некои позиции. Месец и пол. Месец и пол сте овде? Да, И како е? супер. Водата, услугата? Добре се. На ниво. Што ви се допаѓа најмногу од овде од кујната? Рибчињата или имате кои други специјалитети? Нашите македонски јадења. Чорба, риба, риблја чорба. Како се цените овде во Дојран? Ефтино е. Еден сендвич 6 денари со помфрит и плескавица. А во ресторан? И во ресторант е добро. За 250 денари комплетен ручек. Редовно, Година? секоја година. Каде сте сместени? Во Бочим, хотел Бочим. И ви се допаѓа сместувањето, услугата? Супер е, сичко е супер. Водата, топла? Вода топла, времето малку лошо и така. Добро, денеска се развива, меѓутоа ќе одгрее сонце повторно. Да, да, Денеска утре сигурно. сигурно, затоа сме дојдени. Да, дојранскиот крап не е единствениот специјалитет кој овде угостителите го нудат не само на домашните, туку и на странските туристи. Иако туристичката летна сезона се уште не е завршена, тие се задоволни од посетеноста оваа година, сепак велат дека ланската година била подобра. Снимивме и еден разговор со угостител, да го погледнеме и него. Годинава туристичката сезона беше малку послаба од ланската, заради некои причини, но се радуваме дека српските туристи ни се годинава пак тука. Дел од туристите се и македонските туристи. Странци имаме доста што се на пропатување низ државата. По колку време се задржуваат странските туристи овде? Па вообичаено 1 до 2 дена најмногу. Грчките туристи се најзастапени, како што можев да приметам? Па да, и грчките туристи ги имаме, и тоа они летниот период не толку многу, си имаат море, другиот дел од годината ги има. Што е она што Дојран го нуди за туристи? Па Дојран нуди прво една прекрасна медитеранска клима, природно езеро, разни специјалитети од риба, од локалното езеро. Да, дојранската маслинка, но и други производи кои што се рецепти кои што се подготвуваат на стар традиционален начин во овој крај, дознавме како се подготвува и како тие се едни од најпосакуваните продукти кои што странците ги купуваат од ова место. Телевизија Нова поразговара со уличен трговец кој 25 години произведува традиционални производи овде на брегот на Дојранското езеро. Да погледнеме дел и од овој разговор. Вие изработувате домашни производи, како што можам да видам, овде има некои рибчиња, некакво ликерче и тегла со портокали. Кажете ми што накратко е ова, првино на што ви можело најмногу да задржи интерес. Како се подготвува и што е ова? Видите, тоа е тука, ние викаме беловица, иначе
на друго место викат плашица. Таа се подготвува на дојрански домашен начин. Што има се во оваа? Тоа си има оцет, зејтин и сол, пипер црн и ловоров лист. Таа се става во тегли и се пече на температура 250 степени од 3 сата. Се вари. Се вари фактички. И после тоа е готова за консумација, за јадење, за мезе и така. Добро. Што е ова? Мало шишенце? Тоа е мало шишенце ликер од мушмула. Од мушмула. Да, тоа се прави со ракија и со мушмула. Цела мушмула се става со све семки, тоа стои 40 дена и после се пакува и се... Добро. Што имаме следно? Следното е Ова е? джем од мушмула, тоа се прави исто од мушмула, само од месото на мушмулата се меле и се пасира и се става да се вари со мед, не со шекер, со мед и се додава лимонов сок и од лимонот кората се сече на ситно и се става во и после се пакува. Ова ми интересира. Тоа е портокал, сладко од портокал, од цел портокал. Добро. Тоа едино се прави само во Грција на Крит и тука во Македонија само во Дојран. Тоа ние го произведуваме, го правиме тука кај нас. Маслинките ги знаеме, ова не знаеме. Тоа е паштета од маслинка. Тоа се вади коската од маслинката, таа се пасира, блендира, исто така и таа се стерилизира на 250 степени температура. Ланската година тука најмногу ми потрошија ова е источниот дел на Македонија. Кој ќе почнеме од Струмица, Кочени, Делчево, Штип, Берово, Куманово. Куманово е најголем потрошач. Ланската година тоа овде ми потроши скоро 1000 кила тука само на плажата. Кога си одат си зимат по 3-4 кила од големи туби. Исклучиво и странците што идат од Србија, овие што се нашите, исто и они се големи потрошувачи. Што е најинтересно и чудно, што грците идат тука купуваат маслинки, маслинов зејтин и производите кои што ние ги произведуваме. Пошто сме познати тука и во граничниот појас живеат многу наши пријатели, идат тука купуваат наши производи, дојрански производи. Да, екипата на телевизија Нова останува денеска овде во Дојран. Подготвуваме сопфатна репортажа, најавуваме интересни разговори, но и интересни снимки со објективот на нашите сниматели, но и помогнати од дронот на телевизија Нова. Најавуваме репортажа во некој од следните денови.